Бојан, оваа генерација на млади луѓе сега е родена после почетокот на нашиот пат кон Европската унија и практично некои од нив и не биле родени кога сме го добиле првото вето на евроинтегративниот и евроатлантскиот пат на земјава, така што се сведоци на се ова што и однадвор се случува. Колку тоа ги обесхрабрува, што гледаат дека константно општеството, државата, граѓаните мораме да правиме компромиси за да мрднеме чекор напред, додека кај некои други држави сето тоа одело многу побрзо, без одстапки, дури со брзи траки и така натаму. И колку тоа не е можеби главната фрустрација кај оваа генерација на млади, дека премногу мора да се жртвува за да се добие нешто што можеби не ни е јасно што точно ќе значи. Че да бидеме реални, младите луѓе како причина број 2, еднаква со причината број 3, ги даваат и билатералните спорови. Меѓутоа, на исто тоа е 60%, на исто рамниште со исто толку процент, 60% се и нефункционалноста на институциите. Меѓутоа, за овие млади луѓе, за овие генерации денеска речи си да не постојат спорови. Можеби не се родени кога почнал евроинтеграцијскиот пат, но се родени кога почнала визната либерализација, кога work and travel програмите станале секојдневие, кога Erasmus плюс размените се буквално секојдневие, ефтините летови се реалност, мобилност како никогаш досега за нив е отворена. Кога ние сме биле млади или кога нашите претходници биле млади, тие работи се идентификувале со визи, со скапи летови, со спора мобилност и така натаму. Така што несомнено младите луѓе бараат нешто кое што го заслужува, а тоа е да им се овозможи непречен иднина и непречена мобилност и права, како што ги имаат нивните врсници.